Го подметнал ли некој пожарот во кој до темел изгори угостителскиот објект, сопственост на државниот правобранител, Агрон речи се уште не се знае. Обвинителството ги прегледува снимките од видеокамерите поставени на околните објекти во градското пазариште, а се разговара и со сведоци кои во ситните сати, сред викенд, се затекнале на оваа фреквентна локација на булеварот Туристичка во центарот на Охрид. Низ ходниците на правосудните институции гласни се шпекулациите дека некој се намерачил на Агрон речи, кој наводно после 25 дена по именувањето на функцијата државен правобранител бил присутен на суд, постапувал во својство на адвокат во предмет од областа на корупцијата. Дали е точна информацијата дека за ова била покрената и постапка иницирана од ДКСК, а прифатена од јавното обвинителство, побаравме одговор од двете институции. Од Државната комисија за спречување на корупција вела дека комисијата била на средби надвор од институцијата, а од ОЈО не добивме конкретен одговор. Врз основа на информациите кои ги наведувате во прашањето, јавното обвинителство не е во можност да идентификува предмет каков што наведувате. Дали лицето присуствувало на судско рочиште, кога и во какво својство, евиденција води надлежен суд. Речи и денеска не одговараше на нашите повици. Инаку како што може да се види од неговата биографија, по завршување на студиите на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, од референт за правни работи во Охридското комунално предпријатие, дотуркал до државен правобранител за подрачјето на Охрид во 2020 година, а 3 години подоцна е именуван за државен правобранител на Македонија. Во 2013 Агрон речи градел и политичка кариера во редовите на сега пропаднатата партија Национална демократска преродба.